Во ова издание пабовите, рестораните, уметничките галерии и театрите отворени за посетители во Британија првпат оваа година. Повод и за прослава. Проучување сателитски податоци како начин за откривање на идни вулкански активности. Од серијата на Гласот на Америка Сами заедно. Што не очекува по една година траума поврзана со пандемијата? Ќе ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Велика Британија укина голем дел од рестрикциите воведени за време на пандемијата поради намалувањето на бројот на ново заразени, најниска бројка од август минатата година. Меѓутоа, Хенри Рижвел јавува дека постои загриженост од новиот сој на вирусот, овој пат од Индија. Овие британски патници кои пристигнуваат во Лисабон, Португалија, беа меѓу првите кои го искористија олабавувањето на рестрикциите. Фантастично е. Чувството е неверојатно. Имаме сонце, луѓе, плажи, барови. Подобро е од дождливата Англија. Десетина земји беа ставени на британската зелена листа за патување. За патниците од другите земји, вклучително и за неголемиот дел од Европа и Соединетите држави, се уште важи задолжителен карантин по пристигнувањето во Велика Британија. Пабовите, рестораните, уметничките галерии и театрите се отворени за посетители првпат оваа година. По тој повод имаше и прослави. Вест Енд повторно е отворен. Но не се сите ентузијасти за овие промени. Повеќето од оние кои ќе одат во пабови веројатно не се вакцинирани. Ми изгледа ризично. Не би се изненадила доколку повторно има рестрикции. Стравовите ги подгрева нова мутација на коронавирусот која е одговорна за наглото зголемување на случаите во Индија. Градот Болтон е жариште. Властите поставија мобилни пунктови за вакцинација и предупредија дека ширењето на новата варијанта може да ги наруши плановите за целосно укинување на рестрикциите идниот месец. Во трка сме со програмата за вакцинација и со вирусот. Оваа нова варијанта му даде сила на вирусот во таа трка. Но имаме висок степен на доверба дека вакцината ќе надвладее. Научниците велат дека Британија е добро подготвена за отворање. Сите податоци укажуваат дека вакцинацијата може да спречи сериозна болест, вклучително и од оваа варијанта. Иако оваа варијанта може да ги зарази луѓето, вклучително и вакцинираните, не предизвикува посериозна болест. Во моментот се уште ги прибираме податоците, но мислам дека главна грижа е што се уште имаме голем дел невакцинирано население, особено меѓу младите. Неколку европски земји ги намалуваат рестриктивните мерки. Туристите полека се враќаат и нудат зрак надеж за тешко погодената туристичка индустрија. Научниците велат дека олабавувањето на мерките неизбежно ќе доведе до повеќе инфекции. Прашањето е дали сега вакцините се помокни од вирусот. Експертите велат дека има зголемена вулканска активност годинава, но од нас се уверуваат дека може да ги предвидат ерупциите, за да се спасат човечки животи. Араш Рабасади има повеќе. Лава истекува од падините на вулканот Пакаја во Гватемала. Локалните групи за помош велат дека сега лавата не се приближува до блиските населени места, но дека ова може да се смени доколку ја промени насоката. Истражувачот на Универзитетот на Аљаска Тарсило Джирона е водечки автор на извештај кој проучува сателитски податоци како начин за откривање на идни вулкански активности. Главната поента во истражувањето е дека во принцип можеме да користиме знаци како топлина или ослободување на топлина кои ги наблюдуваме на површината на вулканите и да ги користиме тие информации за подобро да ги разбереме вулканските активности. Научниците од НАСА проучувале податоци за испуштена топлина во рок од 16 години собрани со инструменти кои се наоѓаат на сателити. Откриле дека во годините кога имало ерупции, површинската температура на вулканите се зголемува околу 1 степен Целзиусов. Една од нашите главни цели, главни задачи е да ги наблюдуваме вулканите во реално време. Со користење на оваа нова технологија, тоа значи дека ќе добиеме многу дополнителни информации кои ќе ги искористиме за подобро да ја разбереме активноста на активните вулкани и да предвидиме пореметувања.
Джирона вели дека со додавање на нови алатки за детекција, научниците може со месеци, па дури и години однапред да предвидат вулкански ерупции. So we basically combine all the different methodologies. Во суштина ги комбинираме различните методологии за подобро да разбереме што се случува под површината и исто така да обезбедиме предвидување на активностите. Не е толку едноставно да се направат предвидувањата, но со новите методологии и вклучувањето на новите податоци се приближуваме до поконкретно предвидување на вулканските ерупции. Околу вулканот Пакаја, кој е активен во моментов, има 21 населба. Секоја среда во текот на април, верници одат дотаму, се молат пред лавата, ја прскаат со света вода и бараат Божја интервенција која би ја запрела ерупцијата. Джирона вели дека со собирањето на посеопфатни податоци, научниците ќе може да ги предупредат заедниците како ова пред да се случи голема ерупција. За крај на News Flash. Мај е месец на менталното здравје во САД. Додека многу американци се вакцинираат, многумина од нив размислуваат за животот. Гласот на Америка разговараше со некои од нив што научиле за време на изминатата година. Времето на пандемијата го гледам како благослов. Ми даде време да се фокусирам на себе, на односите со сопругот, со ќерка ми и со семејството. И покрај околностите на COVID, едно нешто што навистина го ценам е времето што можев да го поминам со мојот сопруг и со нашата ќерка. Ние немавме вакви заеднички моменти пред пандемијата. Знам дека многу повеќе ги запознав мајка ми и татко ми. Видов дека времето поминато со семејството било многу важно. Сфативме што значи семејството за нас. Кога сите ќе бидат вакцинирани, стапката на инфекција ќе падне на речиси 0, ќе организирам забава. Ќе шетам и ќе ја потрошам целата плата на одмор. Одмор со моето семејство каде не мора да се грижиме. Се случија некои добри работи со пандемијата. Поминувавме повеќе време едни со други. Изнајдовме нови активности, хоби, нови начини да се грижиме за себе. И би сакала да не го изгубиме тоа. Се надевам дека ќе поминувам многу помалку време дома. Сакам да гледам бейсбол и да јадам хот-дог на стадион. Се надевам на две работи. Да научиме да ги напуштаме работите што не можеме да ги контролираме. И луѓето да го земат ова како лекција, кога станува збор за менталното здравје. Да бидеме малку пољубезни и да имаме малку повеќе сочувство. Менталното здравје не би представувало стигма, како што е сега. Јас би рекол дека мојот живот сега е подобар со оглед на фактот што ме направи свесен за некои мои слабости. Се претворив од некој што не верува во ништо, во некој што гледа доблести во нашето општество. Од тоа како соседите носат маски или како луѓето го почитуваат меѓусебното растојание. Тоа се мали работи, но тоа исто така покажува свест за вредностите, наши и на светот во кој живееме. Се надеваме дека ова ќе не направи подобри луѓе и подобра нација што ќе оди напред, дека тоа ќе не направи пољубезни на долг рок, затоа што сите како свет сме ја доживеале ова голема траума. Се надевам дека многумина ја научија лекцијата, така што во иднина можеме да го направиме ова подобро. Се надевам дека владата научи како подобро да се справи со пандемија ако има друга. Следниот пат нема да биде толку тешко. Се надевам дека луѓето ќе сватат дека сите сме заедно во ова. Луѓето може да имаат различни мислења за многу работи, но заборавивме колку заеднички работи имаме. Се надевам дека тоа ќе има некакво влијание врз нас како нација и како светско население. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.